СДСМ ја обвини ВМРО ДПМН дека не се стреми кон реформи во изборниот законник, туку кон изборна кражба и манипулација со околу 200.000 гласови од дијаспората. Од опозицијската партија изјавија дека реформската агенда се користи како алиби дека ќе го бранат гласот на граѓаните од злоупотреби и манипулации. Ја укина техничката влада на сила и без консензус. Откако не му пројде моделот за електронско гласање на дијаспората, се обиде да протне нов за гласање по пошта и повторно без никаква контрола и без да се гарантира волјата на граѓаните. Проблемот е кај власта, кај Мицкоски, кој сака да манипулира со 200.000 гласови. Според СДСМ, истото ВМРО од ДПМН кој тврдеше дека веќе обезбедило договор со Левица и ДУИ, сега се обидува проблемот да го префрли на СДСМ. Од ВМРО ДПМН и денеска упатија повик до опозицијските партии СДСМ, ДУИ и Левица да се договорат меѓусебно за изборниот законник, при тоа уверувајќи дека ќе прифатат се што ќе побараат само за дијаспората да може да гласа електронски или по пошта. Да седнат да се договорат за една изборна единица, да се договорат за модел на финансирање, да седнат да се договорат за поплаките и начинот на кој што тие би биле прифатливи. И конечно да седнат и да се договорат дури и за моделот за изјаснување на дијаспората. Сето тоа кој што овие опозицијски партии ќе го понудат до нас, ние тоа ќе го прифатиме. ДУИ обвинува ВМРО ДПМН дека се повлекла од договорот за електронско гласање на дијаспората, барајќи меѓуетнички и меѓупартиски консензус, додека Влен бара дијаспората да гласа преку сигурна и транспарентна форма, без разлика дали тоа ќе биде електронски или по пошта.